Се очекува денеска во собранието, председателот на собранието Талачев Пирин испрати барање до Комисијата за мандатно-имунитетни прашања за одзимање на мандатот на почисниот председател на ВМРО Никола Груевски и пратени во собранието. Како ќе, а веќе во понеделник ќе најавена и седмицата на комисијата, како ќе гласа вашата партија? Видете, ќе има координација деновиве откако ќе се поднесе барањето помеѓу пратеничката група, ќе има координација во партиските тела на ВМРО ДПМН и веднаш потоа ќе излеземе со став. Меѓу другото би сакал да истакнам дека се тоа што се прави е еден дефокус на реалните проблеми кои што во моментов висат над главите на граѓаните, така да наместо дефокус на граѓаните можат власта, односно СДСМ да се зафати со посериозни суштински реформи кои што и се потребни на Република Македонија и кои што им се потребни на граѓаните за покачување на нивниот животен стандард и се останато, бидејќи како што гледаме во моментов се руши, а СДСМ се обидуваат да дефокусираат со вакви теми. Каде сте со договор за СЈО, има ли лидерска среда? Видете, ние остануваме на нашите три принципи, тоа е меѓународните стандарди за меѓународно право, почитување на човековите права и борбата против криминалот и корупцијата, односно организираниот, и сето тоа имплементација во однос на јавното обвинителство. За жал, иако на почеток СДСМ кажа, односно владата, дека ги прифаќаат, сега повторно гледаме дека избегнуваат од тој колосек, така да доколку има покана за таква лидерска средба, ние ќе ја разгледаме и веднаш потоа ќе одговориме кои се барањата и кои се темите на лидерската средба, бидејќи нашите ставови веќе се јасни, како што ги повторив и сега трите оние столба кои што ни се исто така важни да бидат имплементирани, се со цел да се подобри правосудниот систем. Во јавност повторно слушаме снимки, телефонски разговори, виновни редактиран пратеник кој го рече, како го коментирате? Видете, предпоставам мислите на снимката за пратеникот Павле Богоевски. Во тој случај многу е лесно, еве би ги повикал институциите, односно Министерството за внатрешни работи, да утврди дали постои таков разговор, дали лицето е тоа на снимката, веднаш потоа да се утврди за што е тоа полче кое што го нарачува. Во однос на другите работи се расчистат сите оние сомнежи, многу лесно може да се провери дали пратеникот Павле Богоевски конзумирал наркотични средства, како што тоа беше пишано во медиумите, така да може многу лесно да се отргнат сите сомнежи, да се расчисти целата ситуација, додека пак институциите да проверат дали пратеникот комуницирал со лица кои што се сомнителни за дилање на наркотични средства и да се утврди дали воопшто имало таква комуникација и кога и со кого. Тој самиот си призна на Facebook, премалку објавија. Да, согласно содржината кажав дека многу лесно може да се утврди за што станува збор во разговорот. Да, како што кажав, меѓутоа и многу лесно може да се утврди и со тест за наркотици и да се расчисти јавноста, бидејќи сепак гласале граѓани за него. Не ве загрижува што се објавуваат снимки? Видете, секако дека сите ги загрижува дека се објавуваат снимки, веќе тоа е нарушување на приватност и тоа беше една лоша пракса воспоставена од страна на СДСМ и Зоран Заев. И на тоа тогаш предупредува и експертите и граѓаните, меѓутоа еве резултатот на сите тие снимки неовластени и незаконски кои што беа стекнати до него, го гледаме сега, се растураат и се расфрлаат на секој чекор, се препродаваат и излегуваат кога кој ќе посака.